Моментот кога ми се јавија да ми соопштат дека сме добиле дете, јас не верував. Приказните дека чекаме по 10, по 5, по 10 години, за мене беа дека тоа е нормално да се чека така и чекаме така и ние ќе си чекаме така. Но на 31 на октомври кога ми се јавија, јас бев на работа и стручниот тим се јави да ми соопшти, нивната прва реченица беше: Слободанка, дали знаете што имаме ново за вас? На 1 мај ќе славиме еден први роден ден. И јас, повторно убедена во приказната дека тоа ќе трае 10 години, 7 години, 5 години, така натаму, викам да, ќе ги обновиме документите ние точно таа. Вие мислите нешто административно ве бараат? Па, генерално за посвојување документите се обновуваат секоја година еднаш. Така? И сега јас ќе славиме еден роден ден, мислев дека тогаш ќе биде, поново. Една година откако сте почнале со процесот, така? Тогаш сватија дека, јас не можам да ги разберам. Ми кажа, ама не, вие дојдовте ќерка која што има црвено газе, прекрасна и најубава на цел свет. И во тој момент какво е вашето чувство? Што направивте, се сеќавате ли кога ги Знам дека станав од работното место, се потпрев на масата и само реков не е можно. Ами јас, вистина, моја ќерка, моја. Тука имаше излив на емоции, солзи, соопштување на сопругот кој исто не веруваше. Навистина се водевме по приказната дека тоа мора да е долго и тешко. Јас знам зошто ние добивме толку брзо дете, затоа што не баравме боја на очи, не баравме боја на коса, не баравме повторно ќе речам верска припадност, национална припадност, ние баравме здраво дете.